Благодарам. Почитувана колешке Ременски, вашето обраќање одовде повеќе ми личеше на оценка за претходните влади, отколку тоа што е тема на расправа за денес и за вчера. Немаше баш никаква допирна точка со она што треба навистина да се дискутира. Никаде не спомнавте зошто се разрешуваат, зошто си даваат оставка министри од вашата влада, зошто воопшто е потребна оваа реконструкција, каков квалитет ќе донесе тоа во работата на владата и така натаму и така натаму. Вашето обраќање ми личеше на едно, така да кажам, гола пропагандна, политичко-пропагандна емисија, не знам, веројатно сте се спремале за избори. Ова нешто би одело во некој рекламен спот за тоа што направила една влада и тоа се задржавте исклучиво на надворешната политика. Како што истакнав и вчера, за тоа добивме како држава една врела шлаканица од Европската Унија. Точно е. Ја погазивте државата, но сите други критериуми кои што требаше да ги исполните, не успеавте. Не успеавте да се справите со криминалот и корупцијата во вашите редови. Тоа е реално најголемиот проблем. Ке се задржам на тоа, исполнивме многу. Па прочитајте програмата, ќе видите дека ништо не пишува во таа програма од тоа што го исполнивте. Што пишува таму, навистина не ми е јасно. Вие исполнивте се што не требаше да исполните. Сето тоа што го напишавте во програмата, дека ќе има гарантен фонд за земјоделците, дека ќе има организиран откуп, дека ќе има сигурен откуп, вие тоа не го правите. Јас доаѓам од Валандово. Претходната есен, за прв пат во историјата на производството на јапонско јаболко во нашата општина, пласманот потврди. Немаше откуп, едноставно, за прв пат. Не се сеќава никој, ама баш никој, досега да немало откуп за јапонското јаболко. Докаде е откупот со праската во Росоман? Ние сме сепак и земјоделска земја. Наместо Европа, ние добивме полни речни корита и полски патишта со изфрлени јаболки, со изфрлени праски од земјоделците. Гневот е огромен меѓу граѓаните. Симнете се меѓу граѓаните и видите реалната ситуација. Не овде да дискутираме за нешто имагинарно.